Во ова издание месецов се одбележуваат 100 години од масакрот во Тулса, Оклахома, во кој биле убиени 300 афроамериканци. Пандемијата поттикна драстичен раст на интернет трговијата. Трендот продолжува. Попусти и поволности за српските туристи на Охридското крајбрежје. Сепак, за да стигнат дотаму, ќе мора да платат патарина. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Џо Бајден е првиот американски претседател кој за време на функцијата е одбележа годишнината од масакрот во Тулса, Оклахома, во кој биле убиени 300 афроамериканци, а илјадници останале без своите домови. Повеќе за ова од Петси Видакусвара. Во 1921 година Гринвуд беше успешна афроамериканска заедница во Тулса, Оклахома. Вклучуваше соседство познато како Црниот Вол Стрит. Била насилничка толпа, помогната од полицијата со чинета само од белци, ја запали Гринвуд до темел, оставајќи стотици мртви и илјадници бездомници. Ова е црно поглавје во американската историја, што во голема мера се затскриваше со децении. Дури и луѓе родени во Тулса не знаеа за ова до неодамна. Председателот Џо Бајден го посети културниот центар Гринвуд. Тој е прв председател да ја одбележи годишнината од трагичниот настан во Тулса. Мои сограѓани американци, ова не беше немир. Ова беше масакар. Тој се сретна со тројца преживеани во масакрот, сите над 100 години. Вие сте единствените преживеани во оваа замаглена приказна, но не повеќе. Вашата приказна ќе биде целосно откриена. Додека фокусот во државата се зголемува кон систематскиот расизам и движењето црните животи значат, масакрот во Тулса се прикриваше со децении. Документи беа отстранети од Сити Хол и библиотеката. Намерно ја прикрива историјата. И сега гледаме обиди да се избриши историјата и расизмот и белите националисти во државата. Еден век по масакрот продолжува дискриминацијата на афроамериканците. Според владините податоци, просечно бело семејство е за 8 пати побогато од просечно црно семејство, разлика што уште повеќе се зголеми за време на пандемијата. Бајден најави чекори за намалување на таа разлика, вклучувајќи планови за инвестирање десетици милиарди долари во запуштените заедници, зголемување на владините договори со бизниси во собственост на афроамериканци, како и укинување на 2 регулативи од времето на Трамп, кои ограничуваат практики за фер домување. Но тој не спомна за репарација, ниту за преживеаните во масакрот во Тулса, ниту за робството на афроамериканците. Лицемерно Америка да бара од други држави во светот да ги третираат нивните граѓани исправно и фер, кога таа се уште не направила компензација за најстрашниот расен масакр во американската историја. Истовремено, многу конзервативни сојузни држави инсистираат на нови закони за гласање. Републиканците велат дека сакаат да ги намалат злоупотребите, но демократите велат дека вистинската причина за тоа е да им се отежни на црните и другите малцински заедници да гласаат. Бајден ја назначи подпредседателката Камала Харис да ги предводи напорите на администрацијата за зголемување на гласачките права. Глобалната интернет трговија достигнала 876 милиарди долари во првиот квартал од 2021 година. И по попуштањето на пандемијата, односно отворање на најголем дел од продавниците, потрошувачите претпочитаат да пазарат онлайн. Максим Москалов има повеќе. Според дигиталниот економски индекс на доби, електронската трговија во светот се зголемила за 40% од почетокот на 2021. Прв пат индексот на доби обезбедува трансакцијски податоци од повеќе од 80 држави во светот. Резултатите покажуваат зголемена доверба кај потрошувачите, како што повеќе американци се вакцинираат. Глобалната електронска трговија ќе изнесува речиси $1 трилион во првиот квартал во 2021 година. Тоа е речиси 40% повеќе од минатата година, на почетокот на пандемијата, а значително повеќе од 2019-та. Статистиката покажува дека електронската трговија во САД имала огромен пораст во март, кога председателот Џо Бајден го потпиша пакетот помош за справување со последиците од пандемијата. Купувањето онлайн обезбедило 8 милиарди долари за само 20 дена, од 11 до 31 март.
Но експертите велат дека овој раст не е само последица на карантинот поради COVID. Иако ковидот се намалува и вакцините стануваат достапни, сепак, луѓето продолжуваат да купуваат онлайн работи кои претходно ги купувале лично во продавница, како храна. Има јасна промена во навиките за купување кај луѓето, поттикнати од пандемијата, и многу од нив ќе останат и понатаму. Друг новитет што го донесе пандемијата во електронската трговија е новите начини на плаќање на производите. Ако електронската трговија продолжи да се зголемува со темпо како лани, ќе достигне 4,2 трилиони долари до крајот на 2021, што е огромен скок од 2019. Оваа сезона српските туристи во Охрид ќе летуваат по пониски цени, а се предлага воведување и на бесплатен паркинг и бесплатни влезници за музеите. Сето тоа како знак на благодарност за Србија, каде илјадници македонци бесплатно се вакцинираа против COVID-19. Деталите од Мики Трајковски. Српските граѓани кои ова лето ќе се одлучат да одмараат покрај Охридското езеро ќе бидат привилегирани во однос на останатите. Во знак на благодарност кон соседна Србија, каде бесплатно за COVID-19 се вакцинираа неколку илјади македонски граѓани, помеѓу кои туристички работници. Хотелерите од Охрид и Струга на српските туристи им нудат за 20% пониски цени на аранжманите. Некои од туристите од Србија кои за првомајските празници беа во Охрид сакаат летово повторно да дојдат. Охрид, наравно. Прелепо е овде, наравно први пут сам овде и свиѓа ми се, сигурно ќе дојдеш кој пут. Бесплатни ќе бидат и патарините низ коридорот 10 за српските граѓани кои одморот ќе го поминат во Грција, а ќе транзитираат низ земјава. Македонската влада ќе подели 200.000 електронски картички, се очекува барем дел од нив на враќање неколку дена да свратат и до Охрид. Па, мислам дека е лепо. Веројатно као контра они вакцина кои се послати од страна Србија. Јас сам био пред година и по дана овде, до овој други пут, така да сам поново дошол, тоа ми е доволен знак да ми е лепо. Овој чекор на властите во Скопје е символ на благодарност кон северниот сосед, од каде во најкритичниот период од пандемијата пристигна донација од неколку илјади вакцини. Не станува збор за меѓудржавен договор, туку за иницијатива на владата и на туристичкиот сектор. Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот предлагаат и други мерки. Од страна на општината ќе биде иницијатива за ослободување на паркинг услуги за туристите од Република Србија. Се надеваме дека во многу брзо време истото тоа ќе се случи и со билетите за музеите. Туристичките работници се оптимисти, очекуваат овие мерки да дадат резултати. Ние уште во април и мај ги посетивме туристичките агенции во Србија, поточно во Белград, Ниш и Крагујевац, каде што ги продолживме, односно ги обновивме договорите за соработка. Ги очекуваме првите гости да пристигнат кај нас, а јули и август ќе работиме со 5-дневни аранжмани. Значи може денеска да кажеме да се добие некој смештај од 25 до 30 евра ноќевање и доручек. Зборуваме за сезона, тоа се добри цени. Се надеваме дека ќе почне да лета и авион Белград-Охрид, 2 пати неделно. Блажевски смета дека ваквите мерки не се дискриминирачки во однос на туристите од останатите земји, кои се и текако добре дојдени ова лето. Сега зборуваме за гости некој што дошол на 2, 3, 4 дена. Значи не може да ги споредуваме тие две работи. Туристичките работници бараат мерката за ослободување од плаќање на патарина да важи и на пат кон Охрид, но образложението е дека на тие патарини нема електронски уреди за наплата. Во меѓувреме, опозицијската алијанса на албанците и Алтернатива ваквата одлука ја оспори пред Уставен суд. Сметаат дека на овој начин владата ги дискриминира сите други соседи од кои земја има придобивки. Бараат да се промени одлуката и од наплата на патарини за време на туристичка сезона, да се ослободат само граѓаните од сите соседни земји на кои крајна дестинација ќе им се македонските туристички центри. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете ни на социјалните мрежи, Facebook, Instagram и Twitter, каде постојано ги објавуваме најновите информации. Поздрав од Вашингтон!